Дами и господа, за неколку секунди ќе започне новата епизода на телевизиската серија Досие Скопје. Ве молиме да ги исклучите вашите мобилни телефони, да ги изгаснете цигарите и да останете врзани на вашите седишта. Во 40-тите години Скопје ги имаше Тито и Лаго. Во 50-тите Кики и Доди. 70-тите ги одбележа Гиго и Цветко, а во 80-тите ни се случија Емил и Чешлар. Скопјани со години ги измачуваше прашањето на идентитетот на овие двајца мистериозни граѓани. Дали Емил и Чешлар се обични земјани како сите ние? Дали Емил и Чешлар се дојденци од некоја друга планета, кои со скопските девојки ја продолжуваат својата вонземјанска врста? Кои се воопшто Емил и Чешлар? Вечерва само за вас, Досие Скопје ќе се обиде да ја разреши оваа мистерија. Чешлар е еден од главните фраери во градов допред известно време. Сега ќе одженим и више нема да биде главен фраер. Емил е еден од ретките деца кои успеа да спои се она што е улица, едукација, семејство, забава. Обично ме плюка, ама сега нема смисла. Емил и Чешлар. Само едни од многуте скопјани кои пред 20 години ја увидоа шансата што Скопје им ја пружи. Шанса за прогрес, шанса за еманципација, шанса да се види и да се биде виден. Дами и господа, добре дојдовте во 80-тите, во декадата на големата шанса наречена искачање у град. Повеќето денешни настани во главниот град на Републикава се врзани за одбележување на денот на ослободувањето. Во рамките на одбележувањето на 13 ноември, денот на ослободувањето на главниот град на нашата република, беше даден во потреба транспортниот центар, односно железничката станица Скопје и Пошта 2. Во 80-тите години на бившава држава и се случија колекција на председателство, социјализам со човечки лик, субверзивни младински магазини, бонови за бензин, програма за економска стабилизација, рестрикции на струја, рок концерти по повод штафетата, прашката филмска школа, Азра во Загреб, пакет аранжман во Белград, Лачни Франц и Лајпак во Љубљана. Либерализацијата на државата Скопјани ги пукна на пиење и зезање. Се отвараат првите кафичи и започнува она што до ден денес се вика градска шема.
80-тите години ја довршија таа приказна на градење на Скопје. И створи една грешка. Ја не верувам дека има странец кој што ќе опуштиш по еден нови населби кога се градеа згради, па да му покажеш еве овде живеам, ајде дојди покасно. Прати го на друго место, тој не може да си го потрефи влезот. Више 80 години не постојат 3 BMW 2000, не постојат 15 шезетки и 5-6 томасчи. Више сме сите со коли. Коли се знаеше кој има. Не е, 80 години не е да беше Скопје со магариња. Па не беше со магариња, ама коли од овие сите, се знаеше кој вози коли. 80 години више масовно зима застава стоje. Добре, актуелно беше спуштени фичовци. Фича 101. 101, да. Ја воза 101, затоа кажем што е дефиниција на фраер. Секогаш што бил човек кој имал нека интуиција многу внатрешно во себе. Скопје во 80-тите години многу добро живееше, затоа што Едноставно добро се живееше. Ние, никој од нас немаше појма дали нашите родители имаат примања или немаат примања и дали имаат проблеми на работа, дали имаат работа, дали се исполнети, меѓутоа атмосферата која што се чувствуваше во нашите домови беше окей. Се уште зимавме пари од дома, ја не во тоа време никој од нас ниту работел, ниту правил нешто. Нема као денеска да се сноѓаш, млади да се сноѓаат. Срамота беше тоа време да работиш негде, да работи па на шанк или понова. Не ги пуштаат децата тогаш, кој ги знае, кафанџи или газди на дисконти или нешто, тоа друга класа беа луѓе се. Помина таа ера на колективен младински дух. Точно не пуштија да правиме што сака. Више почиња да се прават бутици скопски. Поише неа путување за Италија, швецување роба. Тогаш идевме на море. Имавме наше море, немаше проблем, мислам, нашето море беше подобро од сите овие кај што сега бараме документи за да одиме. Отидоа луѓе кај роднини по Германија, по Дански, по Белгија, сите тие што се врати од некаде донесо еден провев, еден друг начин на размислување, еден друг пристап. Джебниот буџет се уште добар. Може да си приушиш да си купуваш што сакаш како сакаш. Секоја да ја хартија има по некоја вредност. $100, $150, $170, $180 динари. Така ли? Да, така би ги пресетале. 180 динари беше доволно да се купи еден единствен албум. Више почиња да, мислам, моја генерација кој кај беше почиња да има, више не е љубов у кола, него више почиња љубов по куќи и по стане. Мојот класера којто се интересира се за нашите сексуални проблеми, ги поистоветуваше со нашите слаби оценки, доаѓаше, не прашуваше, абе ти имаш женска, немаш женска, правиш ова, не правиш ова и така натака. По школи главни фраери беа кецови кои има највише неоправдани, се тепа у тоа време беше актуелно банди. Тој период од 70 до 80, 10 години е, можда некому звучи како цифра, 10 години малце, меѓутоа се дешаваат многу големи разлики. Скопје има микроклима, изгор лето, кочан зима. Градски зити, голи брда, сино небо, земљо тврда. Позади мене е Младинскиот културен центар, некогашен дом на млади 25 мај. Тука 82-та година се одржа првиот скопски джез фестивал. Со скромна програма, неколку странски изведувачи, не американски, Манфред Шоф, Жаспер Ван Хоф, неколку и домашни исполнители, Лала Ковачев, со малку публика, на некој концерт неколку десетици, на некој друг концерт 100-150 посетители. Првата американска група дојде во Скопје дури четвртата фестивалска година, Орегон.
првиот црнец, Вуди Шо, прославениот трубач на петиот Скопски джез фестивал, кога тој веќе се одржуваше во универзалната сала. За среќа на фестивалот, кој помина низ многу фази, тој си замина од Младинскиот културен центар, отиде значи на поголем и подобар простор. Во меѓувреме тој беше домаќин на навистина импресивна листа на големи имиња на светската джез музика, пред се на американскиот джез, а еве денес имаме една сосем нова состојба. Обично за концертите на Скопскиот джез фестивал се бара билет повеќе. За досие Скопје, Оливер Белопетро. Во 80-тите години, се до почетокот на 90-тите, Скопската стара чаршија живее во својот полн сјај. Граѓаните масовно ја посетуваат, во неја како повторно да пулсира... Што имаш? Во 80-тите години, се до почетокот на 90-тите, Скопската стара чаршија живее во својот полн сјај. Граѓаните масовно ја посетуваат, во неја како повторно да пулсира срцето на Скопје. Некои од пишаните медиуми вака зборуваат за тоа време. Постојат во градот места на кои sejedno за кој дел од годината се работи, никогаш не им недостасуваат посетителите. Старата Скопска чаршија е едно од тие посебно атрактивни места, која по својот трговски карактер, старата архитектура, вредните културно-историски споменици и амбиентот, задржан со векови, секогаш е актуелна и привлечна за посетителите. Дури во зимските денови, кога по правило градските улици се наполу празни, за старата чаршија тоа како да не се однесува. Тука постојано се чувствува посебна раздвиженост, која, доколку се свати многостраната функција на чаршијата, е сосема логична. Се доаѓа на овој простор да се купува, да се седне во некој од многобројните кафеани и кафулиња, да се видат пријателите и дури без особена причина, само да се биде тука, на ова убаво и вечно место. Во 80-тите години чаршијата доживува ренесанса, пред се заради интересот на младите. Тие даваат нов дух и нова атмосфера. На секој чекор кафулиња со нов, европски современ имидж, вклопен во традицијата. На секој агол одекнуваат најновите хитови, а присутни беа и најновите трендови во модата. Се излегуваше до досмите вечерни часови, а се остануваше речиси до наутро. Денес чаршијата е речиси мртва. Ја нема некогашната раздвиженост, за жал исчезнаа и некогашниот интерес на младите за неа. Во што е причината? Причините ги има многу, тешко е да се издвои една. Дали на прагот на новиот милениум чаршијата повторно ќе заживее како некогаш? Да се надеваме, зашто овој фасцинантен и неповторлив вековен скопски простор и амбиент тоа навистина и го заслужува. Уште еднаш, а? Матен Вардар брзо тече, тајни носи, време влече. Скопје прави тани, има 9 мултирани. Е! Да! Насмевни се. Генерално почнува да заживува градот ноќе, втората половина на 80-ти години. Почнува да заживува со приватните кафетерии во градот, кои што работеа некаде до 10 сат, понатаму им беше малце налуѓево и почнаа да бараат нешто повеќе.
ама 80 се више као почетоци пробни. Знаеш, како викаат старите првите кучиња, фрли ги у вода. Више со 80-тите години, кога почињаат усвари првите кафетери, кафичи да се отвараат во Скопје, почиња на некој начин ноќниот живот и она задржување нешто покасно во градот. Имаше големо влијание на ноќниот живот Галаксија. Навечер у Бони се собиравме. Све се случуваше Бони Јан. Додека не се отвори пирамида на Аце. Не можам да ги заборавам забавите во Теферич кај Шабан, што викав ми едносно Денисо нагоре. Тоа е време на Матиник и почнат Фајовише да ги прави забавите у градов. И за мене, и за градот, и за цела Македонија. Он правеше забави еднашка неделно. Првата полноќна забава во градот се случи 1986 година на 22 октомври во дискотека Огниште. После заживеа чаршија, нешто што сега да му кажа некој 20 години не може да свати. Дека од чаршија беше дупка. Со чаршија почна таа 87-8 година точно. Рандеву Куно, Панта и Фокс. Значи од таму кога фатиш навамо беше 20 Джамбо, Джаджо, тука у трговскиот. Па се отвори Панта, па Рандеву, па Куно. Па оваа улица кога фатиш тука од кај како доаѓавме од кај Три браќа, па Турист, па тука нагоре сега чуевме Шар, Панта, Куно, Рандеву, па надоле идевме, беше Мондријан, па после и Шевал тука се отвори. Па после тоа Ива се отвори доле, исто убаво место, Јурис си постоеше. Така за југ, Лиле Липс, сега што е мексичкиот ресторан. Сите овие дуќани кај што сам видео бегаат вака после 8 сат, си работеа најнормално, кафичи, чуда, кебапчилници, тука се заглавуваше летно време овде во чаршија беше буквално пола Скопје. Чаршијата се полнеше у 8 сат, се празнеше у 5 сат са бајле. Во сите тие нивни милници, штиклици, ги кршеш штиклине по калдрмана, функционираше. Неме алкохол многу се пиеше у тоа време, многу се пиеше алкохол и онда нели на алкохол секој различно реагира. И имаше оние фрки меѓу себе, тие беа најслатки онака, меѓу себе кај ќе се, ај после други. Како кажеш не се пиело, децата пиеле тогаш пива и вињаци некој. Па вињаци, веки глупости, ама многу алкохол. Сигурно боле било него денеска, пошто немаше други моги денеска, кај више. Веројатно облатинава во главном користи други средства. Среќа што немаше други тогаш. Хуморот на сите. Насмевни се, не бери гајле. Намигни ми, ајде на здравје. Скопје! Втората половина на 80-ти години више Скопје почнува да живее цела ноќ. И 86-та како година која во мојот живот направи голема трансформација. Цела ноќ живееле можеби и други градови по Југославија, меѓутоа не до таа мерка и не така слободно како што се живеело у Скопје. Се доаѓа па на обратна ситуација. Се Запад више затвара у 10 сат, у 11 сат локалите низ центар. Сите идат, кога ќе отидат на Запад, се враќаат и леле, се затворија, немавме кај да идеме. Тие другите клубови што се приступот не е дозволен таму. Леле, се отидавме 11 сат и легнавме. Бе, знаеш што, како, леле, овде до 4 сат, до 5 сат, супер бе, ние сме бетер од Запад. Се отворија Рома. Рома, да, кафич беше Рома, тогаш паѓавме. 2 години после тоа се... Мочење со оние... Кажи бе на сензори. Вецењата беа на сензори, тоа беше... Еден ќе отиде до веце, нема да знае како се пушта вода, ќе најде како се пушта и ќе го прати другиот. Иди види. Подвидовме тоа. Како се пушта вода. Уживо. Насмевни се и не бери гајле. Намигни ми, ајде на здравје. Скопје! Комар. Комарот ти е баче еден од најстарите скопски феномени. Од комар имаме бридж, покер, табланет или ти таблич, таба, јамб, шибицари или кибриджи, фанта, чифтек, санабана.
барбут, рулет, блекджек и покер автомати. Научно се претпоставува дека комарот у Скопје го донеле античките Грци, jer во ден денес Грците доаѓаат кај нас у Македонија, играат барбут и фрлаат зарови. А после тоа антиката доаѓа комунизам. А во комунизам баче комарот е забранет. Па така комарджиите се собираа по разни приватни објекти, така наречени пиксли. Така баче легендарни комарджи и барбуджи у Скопје у време комунизамот биле Почу, Јоле, Коле Курба, Були, Јо, Спасе Кана, Војкан Галич и други. Да не ми замерат другите. Денес комарот баче ти е малце запоставлjen, зашто се поише пари се фрлаат за дрога и култура. Затоа би искористил оваа прилика да апелирам до Министерството за млади и спорт да организира една акција по школите и по широко. Да се спроведе еден јавен курс на тема што се тоа два пара, што е тоа кента, што е флеш, што е блефирање, која мала карта добија, која губи. Зашто крајно време е баче да се образуеме, jer у Европа не се влегува на поверење само со јака карта баче, јака карта баче. Имаше друштва многу. Тоа беа Димо Егеецот, Христо, Дадо, Джипун, Крт, Сергеј Николски, Кочолидо. Пешо газдава на кафанава што ни го осветли образот ни Светов у Бони, беше тоа Шанкер. Панки уште не пееше, ни пееше нас кој ќе се опиеме многу. Цуш, Чкурт, Загор, Марија Кондовска Мачки, Тања Гаврилска, Пепи Гаврилска, Сонја. Имаше многу другари, Ангел, ние сега у странство, Игор Попов, ние у странство, тие постари оние. Али ми беше Куно најболи другар. Ми беше другар во тоа време Антонио Пешев,
Миле, Љуби, Жарко, Ана Костовска. Чешлар, Димо, Мимо, Джипуни, Мипуни, тие што се дружеа. Тоа беа ко кланови. Али имаше бели, ти кажем, по журки идевме, масилно тогаш кај има музика. Моторчиња по 20-30 луѓе идевме, кој ќе те врати? Насмевни се и не бери гајле. Намегни би, ајде на здравје! Скопје! Е! Не бери гајле, намигни ми, ајде на здравје, Скопје! 80-тите години, ноќниот живот, стартот на 80-тите години, више почнува да го обележува југословенската музика. И тоа стана многу добро затоа што не моравме да учиме англиски. Имаше и добри песни кои што одма знаевме да ги пееме. Као што, например, Хрватска боа тогаш се појави многу сериозна. Се појавија во исто време, али многу актуелни идоли. Се појавија прљаво казалиште, се појавија филм, се појавија хаустор, се појавија Шарло Акробата. Дури за Нанимани тепаше на кај нов романтизам, да речеме, Масимо Савич се појави со некои добри песни, после отиде без трага он. Електрични оргазам, не знам дали ги спомнав. Белек, страшен на многу генерации. Азра се појавија со Џони Штулич. Све беше во Београд, од Загреб, од Сараево. Ние, за да бевме чуден чурук народ, за да сакаме наша група, требаше да чуеме дека во Београд наполниле сала или стадион. Тогаш викаш, леви сол. Поготово тоа време, ако се смени нешто во Београд, ако преместиле бандера на друга улица, у Скопје више трчаат дрвата да ги пресадат на другата страна на улицата. Комплексот од Београд никад не можеш. Пошто Скопје имаше 3 групи кои 20 години се покушаваат да влезат на ЮЕ страдата. Да, Мизар, Бастион и не знам сега да текнуваат. Се пробија они надвор од Македонија, викаме, се пробија. И почнавме да ги слушаме песните. Београдски девојки, ако дојде некај во Скопје, тука цел град ја чека од аеродром од Петровец до центар да видат кој ќе дојде манекенки од Београд. Сите фрајари кои има во Скопје стоја мирно со среден прст у шаф. Млади моми љубов водат, душа ватат, очи бодат. Разни бели права деца, Сите кеј ги папамеца. Е! Да! Во тоа време, пошто пак ќе кажам Скопје не беше ни толку големо, на прсти се знае по гимназиите кои се добри девојки од која гимназија. Кога сега ќе седнам со моите другари и ќе разговараме стално, викаме, гледај ги овие женски денес, ние генерација имаме 10 години. Со самото тоа, тие беа за нас untouchable. И генерацијата што беше со мене од тие девојки, постарите, па дури и помали неколку генерации, чим ќе искочеше етикета дека е она е главна риба, ние сите бевме само посматрачи. Се со хит месеца сум бил во тоа време. Девојките требаше да бидат убави. Немаше некоја посебна друга карактеристика за влезат во кругот на
оние што излегуваат, што ги има низ град, требаше да бидат тубави и да изгледаат тубаво и они се местат, тога се прави, наше проблем. Више рибите се ослободуваат малце, не се више у аквариум. Тоа беа неколку, не знам, да речам 5 или 10% од скопските мажи кои што беа фраери и сега ти мораш, ако си женско, прво да идеш таму, ако тие те приметат, ти си катапултиран. Ти викам сите му се свиѓа. Не, сите ми се свиѓа, нема веќе. Си имаше, уште ги памтаме, уште кој е помало, они се фураа на имиња и презимиња некои у тоа време што им беа главни. Што успеав покасно добро, што не, нека се живее здрави, нека има време. Се угледуваа на некои светски жени, например, која ако некоја сакаше да биде новинарка, например, па ќе запише на журналистика, сакаш да биде кој Оријана Фалачи. Појма немаш од неа, али чува нешто, ме не. Сентиш, пуштање, танго, ајде да играме ово, она, кај живееш, што живееш, ајде да ти испратам на автобус со нејзе. До автобуску, ствари, не со нејзе автобус. Телефонот да го земеш, после лесно. Ако немаш кола, идеш у парк, па преку ден паркираш клупа у некој жбун, за да и најсмртај си намесил нека клупа у некој жбун и доаѓаш и гледаш некој се пикал у таа жбунот и сега ти као куче вртиш и парк гледаш нека празна клупа. А цела не размишляш да нема некој парче те гледаат. Нас нешто посебно се као не сакаат да ме бандити, ама интересно им беше да се дружат. Кога си бил ти бандит? Па нема, пожурки, зезање, она се другачи. Бандит си бил различен малце. Различен од другите, тоа. Сакаш да кажеш фраер. Ете, сакам да кажам фраер. Сега мислам дека обратно, сега момците одат кај што се битните девојки. Порано се знаеше редот. Си имаше фраери кои што држдаа на шанк. Мутен поглед, нешто не премлавет по цела вечер, нешто. За да го прашаат колку е саат или нешто. Со банални фори. Ние правевме глупости со фризури, со чуда, со облакање, со се за да влезеш во очи на некој, да бидеш различен. Имавме рокери, имавме панкери, имавме шминкери. Сега таа категорија се префрли во музика. Пошто не можевме да кажеме диско или поп музика или не знам како да ја, тие беа шминкери. Тие што иде у диско. Тие беа шминкери некако чисти беа, за разлика од до тога што ги знаевме само рокериште и панкери нешто ситно што имаше низ Скопје, ова беше као нешто. Панкерите ги знае пред Ванила, обележени беа, ја ќутек јадеа скоро секој ден. Тие кога имаше рокери, тие се собираа во денешен МКЦ, тогаш Дом на млади. Тука се симнуваа доле на Вардар исто, има сега сериозни луѓе што си го знаат тоа време кога оделе таму, па тие читаи поезија, па беа хипици малку, тоа хипи период тогаш замре, меѓутоа они малку беа демоде, тука се мотка. Селјачки било се она што не е као тебе. Во смисол, ако си ти дотеран, чист, убаво изгледаш, се негуваш, се другото е селјачки. Да не носиш Лакоста, да не носиш Фред Пери, да не носиш Елесе, Сержо Тачини, тоа се тие години. И тогаш се појави славниот нов романтизам на кој што ја му припаѓав. Се колневме пред споменикон таму од Никола Карев, дека нема Ајвар да јадеме граф, дека селјачки било тоа, ние романтичарите нема такво нешто да правиме. И имаше журки, не, Дюран излега тогаш класик смо од Депеш Мод, Шпанел Бале и тие ги слушавме многу. Она италијанска фризура, сите беа шишани италијанки, ги викавме ние, а тоа не, така ги познававме, не, New Wave. Па, ние фризури ги носевме италијанки, тука шишано одевака, шишки спуштени, јакни исто со преклопи, се носе тогаш и кошули преклопени. Многу луѓе ги правеа, ги шатираа косите да бидат во тренд. Ја фаќам комода, ма не у коса. Пошто немам. Иначе по тоа, по New Wave беше бато, атка, од Лонза. Он беше бачко секој сор ден на шатирање. Денеска е полубел, полуплав, полуцрвен, полужолт, така управени се. Јас тоа не го ставав, ја не го сакав во тоа време шатираното, затоа што имав сосема друг стил изграден и сосема другачие се носев. За мене беа педерски работи да се поединствуваш да ставаш цурејчи. Во тоа време баш сега ми текна
се отвори еден бутик Бруно Карши гимназија Јосиф Брос. Бруно беше фрајано капетанот. Се направи една модна ревија, тоа беше ствари моден хепанинг кој пред тоа Скопје не го видел. Веројатно да станеш тогаш шминкер требаше нешто да ти фали у мозокот. А што значи слушаш многу лоша музика, односно не ја слушаш, него музиката е средство за одиш во диско и да се облекуваш како што тогаш се облекувавме, а новиот романтизам пак беше филозофски правец, како да ти кажам. Насмевни се и не бери гајле. Намигни ми, ајде на здравје. Скопје! Крајот на 80-тите ни донесе една голема победа. Во името на генерации и генерации заборавени скопски фудбалски легенди, во името на сите комити скопјани, во името на сите оние кои го носеа во срцето и во името на сите нас, Вардар стана шампион. Але, 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 але. Додека другите големи ју градови го доживуваат својот зенит, скопјани допрва учат како да бидат отракани. Започнуваат да цртаат наемни стрипови, се обидуваат да снимаат музички спотови, се смеат на викенд на мртовци, навиваат за пиѓе од среќна нова, срамежливо освојуваат награди на стереино позорие, свират на зајчарската гитаријада, организираат референдум за трафи и троли, организираат театарски и музички фестивали, прават се за да бидат видени, за да некој ги пофали. Никој никогаш не пофали, ама тоа што тогаш ти го направивме и трае и денес. Освен што бивме глупи па сега немаме трамвај. Јас и ти сме браќа стари. Таква љубов чини пари. Ти ме чуваш, ти ме сваќаш. Ти за кусур не ми фаќаш. Да, насмевни се и не бери гајле, намигни ми, ајде на здравје, Скопје! Ова зад мене е студентскиот дом Гоце Делчев во Тафталиче. Во времето на моето детство, во 80-тите години, во овој објект учеа и живеа студенти од Танзанија, Заир, Зимбабве, Замбија, Индија, Египет, Судан и разни други братски и неврзани земји. Доаѓаа во Скопје како стипендисти, а од тука заминуваа како доктори, инженери, адвокати и се враќаа во своите земји и на своите сонародници им раскажуваа за филјан земја Македонија и за планетата наречена Скопје. На тој начин македонскиот јазик стана светски јазик, а скопскиот дијалект стана светски дијалект, барем што се однесува до тлото на Африка и Азија. Денес во 90-тите, односно крајот на 90-тите години, во овој објект повеќе нема студенти црнци и арапи од братски и неврзани земји, тука учат разни струмичани, ѓевѓеличани, битолчани, прилепчани, стружани, штипјани, пробиштипјани, кумановчани, гостиварчани, тетовчани и така натаму. И тие се надеваат дека од овој објект ќе заминат како доктори, инженери и адвокати. Сега, некои од нив денес ќе дипломираат, некои ќе квадрираат, но тоа и не треба така многу да ги загрижува. Кој утринава се разбудил во Скопје, за тој ден постигнал доволно во животот. Ова беше Досие Скопје, 9-та епизода. Адиос!
mora, oslobovat mora, a ti si hladna, hladna. Gledam ja, stojam i se čudam, za takva riba, srednoj se budam, zabeležu baš, se život lijepi baš, a ti si hladna, hladna. Visoki štikli i crni čorapi se vrtam ako treba i postopati tvoj odlik me progonu vas, se naspevaš mi se pistoru vas i te te gleda sa podne strela, a ti reke nesi, ne si hladna. Dok sakara te vide, koga pogledneš ti, boda hiljada igli okratni pogled, pitaš me li su pogled, u badnici hladno, u badnici hladno. Znači kod to je takav od mene nebo, nego i studentem bi razveden se, ovo kako čeko, nema preko, a taka si hladna. Visoki štikli i crni čorapi se vrtam ako treba i postopati tvoj odlik me progonuva, se ni nasmevaš ili se pristoruva, si te te gleda sa podne strela, a ti reke nesi, hladna. Vodiš po ulica, se vrta po tebe, a ti taka gorda gledaš